Ај, здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Продолжеток на претходното видео, на кое ќе се фокусирам во разликите помеѓу рекреативниот риболов и спортскиот, конкретно на терен и опремата која се користи, а и стратегиите во едниот и во другиот начин која ќе се најдеме на вода и што применуваме, што користиме и кои се диаметрално спротивните кои ги делат овие две категории разлики, да, како велам, секојаш спортскиот риболовец може да се врати да биде успешен рекреативец, бидејќи не може да стигнал до спортот ако не бидел некојаш рекреативен и да идел да фаќа на разни води, терени, риби и опреми, додека овој рекреативниот скоро е невозможно да биде успешен од прва, која ќе навлезе во спортскиот дел на такмичарските стази, терени, риболовни мајстории, каде се судира со најдобрите од најдоброто во таа категорија и за кој е потребна една сосема поинаква опрема, еден пристап поинаков, финансии далеку поголеми, огромни да не речам, и каде има некои работи со кои никош во животот се нема ни на сон видено и судрено и допрено во рекреативниот риболов, кога иде и се релаксира, да ваму тоа што ќе го доживе, ќе го фрапира. Еве, ќе почнам како некој што се највише фокусирал и себе вложил, инвестирал во ултралајт риболовот на пастрмка од брег, една дисциплина која никош не би ја започнал да практикувам и надпреварувам, да не било тоа организирано од страна на мојот матичен клуб, на моето здружение Рибар 2011 од Скопје, и да полно од тамошните пријавени се мои драги пријатели, другари, ортаци, па на зафарканција и сум навлегол во сето тоа без никаков сериозен пристап и да буквално мојот ултралајт спин риболов се сведувал од Лигата на Македонија до наредната година, која повторно се одржува Лигата, без никакви тренинзи во изминатото време, во меѓувремето од едната до другата година, без ништо, значи посветување на и вложување на таа дисциплина. И секако затоа е таков резултатот мој на споредба со останатите колеги кои се максимално и постојано фокусирани само во тој начин такмичарски на риболов. Јас, сите знаете, практикувам и краб, и пастрмка, и сом, и пливка, и фидер, и на дубинско, и на хард спин, биг гейм, и на морски, и на езерски, и на пливкарски од обала, од чамец, и на спин тролинг, спин од чамец, спин од брег, ултралајт спин, лајт спин, биг гейм спин, значи да не ги редам до бескрај категории и само на еднаш да појдам на мрена, еднаш на бојник, еднаш на попадика, еднаш на сом, еднаш на краб. Тие се можностите и времето поминала година, така е уште да се фокусирам у тренинзи и вложувам во таа насока. И затоа и од никош ја не сум ни бил некој кој се бусал во гради како некој кој е надпреварувач и сака преку тој начин да се докажува и покажува кој е голем рибар помеѓу колегите и истакнува. Туку се било сведено и во крапскиот риболов кој организирало моето здружение или пак на покана од некои домакини или од мои пријатели кои сакале да им бидам во дуо, трио, да надпреварувам со нив, па све водено таков аспект да ги испочитувам. Сум бил присутен на пливкарски такмичења, на крапски, на спинерски. Инаку да не било сето тоа така, да не сум таму никој познавал и како сам иницијативно решен и воден од мојот спортски дух да бидам мотивиран, да се докажувам, да се надоградувам у таа насока, ја никош не би се појавил, не би стапнал на такмичарска стаза. Па сега да се вратам пак, еве ќе го земам за пример ултралајт спинот, кој е за мене број еден, една техника спортска, од аспект каде се захтева све она што ние не го применуваме во обичниот рекреативниот спинерски начин на риболов. На обичниот рекреативен идеме, се шуњаме, нешто се криеме, па фрли овде, фрли онде, по реката трасираме,
а овдека све е спротивно. Влечеш дрепка, у бок се паѓаш, може да стоиш на карпи, на камења, на корења, у све некои позиции исчачени, све тоа мокро, лизгаво, може да се утепаш, не смееш да правиш милион работи што ги правиш на рекреативниот риболов, кога си мора да ти се јадиците на трокуките без контра, што во втората лига ја беше првата све што научив, кои ми се грешките, во втората веќе бев успешен и ги вадев рибите, тоест ги имав на мамец, но неуспешен бев у тоа што воден од рекреативно, знаеме, кад имаме контри кој ќе фатиме таа дива риба, не го брзаме улавот да го вадиме, го замараме, го гумираме, тапацираме, полираме и уживаме во битката, во акцијата. А овдека се бара експресивност, брзина, се бара една сосема поинаква мајсторија, техника, да при најмала луфта, бидејќи се нема контри, рибата ја губиш и заминува. После таа риба боцната и треба временски период да се смири, да заборави, да се навикне од шокот, да почне пак да напаѓа и тие боцнати риби повредени више тука ги гледаш пред тебе, не можеш да ги прелажеш. Што такви ситуации неаме во кога сме самци на теренот и во дивина. Па така многу пред кеп риби, кога најмалце ќе се надев дека ќе загубам, при најмала луфта да пуштам кон кепот и исклизам, ја ги губев рибите и пукав од нервоза. Тука се користат мамци кои никош не би ги користеле на слободен рекреативен риболов. Се користат трски, конци, машинки, исто специјално со некои такви грамажи, минијатурни, ултра лајтерски, кои на слободен риболов ниту на сон не би практикувал да нешто такво понесам и да риболовам со таква опрема. Исто така било и во крапскиот риболов, каде се фрла крма во стотици килажи, која бара исто една снага, мускулатура, све тоа да се катапултира прецизно таму, да се изфрли удалина во некои дистанции кои на слободен риболов ни упало тоа не сум ги циљал. Се бара трски јаки за спомбување, за хранење, за еден куп работи, правење, што во слободно ни упало тоа све нема потреба да се носи на терен, ниту да се користи и практикува. Но исто така под помош големе спортскиот начин кој ќе се примени во рекреативниот, конкретно за крапскиот риболов зборам, да никош не ми паѓало на памет отварач, затварач, па далина рибата која се враќа да пресечам со тоа што ќе избацам дистанца и ги блокирам лево и десно позициите од мене. Огромна улога игра и тоа што највише мене ме нервира, ждрепката, рачето што викаме и среќата, да може да најдобриот такмичар се падне на лоша позиција и биде изгубил на рейтинг и на ранг листата од некој што се паднал дудук на коњак позиција, да го победи и најдобриот, само што се потрефило да го посака среќата, раката, ждрепката и да одбрал коњак позицијата каде имало и без да се рани и да се крми веќе присутна риба. И што сум се судирал со ситуации каде колегите до мене буквално колата, комбето им се струпали од брег, им се одрони, паднал нивна позиција, да тоа беше 2 дена шлепање, галамење, хаос праење, една тотално разочарувачка по нив ситуација, а да третиот ден ветерот диагонално задува точно во сртот нивни и рибата ја натера во таа насока, ја набута да они од рака фрла од шака пченка пред ноза и ги вадеа рибите, од зглоб заврлаа на 5 метра и преку 100 кила извадија, избија на првата позиција, победија и сите ги потепа. Значи сум се судирал со едни состојби, ситуации на терен у спортот ненормални, кои никогаш да не сум бил во таа спортска страна присутен, ваму немало да можам да ги приметам, забележам, ниту пак на тој начин мозокот да ми размислува и стратегија оформува додека се спремам за кампањата рибарска. Исто така било и во пливка, каде што со една рака фрлам више топче храна за да ја задржува рибата на позиција, со другата рака ја вадам рибата, откачувам, значи ја што викам октопод станувам. Ми се потребни 10 раце за све тоа да го повторувам у ритам
за да бидам успешен, една брзина, што на слободен риболов, пак ќе се повторам, ни пола од тоа не ми била потребна. И во сите овие 3 набројани категории, кои ги зборам од лично искуство, каде сум бил присутен како надпреварувач, како судија, како публика, можам да кажам дека сум научил многу и дека нема допирна точка со слободниот начин на риболов. Нешто што ни во сон некој спинерски риболовец, рекреативец не доживеал во ден да улови, па ни во година 50 пастрмки на наши води. Овдека само во една рунда сум гледал на светското првенство, каде имав чест и можност да присуствувам како од рунда 45 минутна вадат по 40-50 пастрмки. Замислете го само тоа, кој е таа машинерија, да зафрлиш мамката, да извозиш презентацијата, све е тоа ултра лајт, нежно префинето, значи бара осет, а при тоа и снага да го издржиш на нозе, клекни стани, на терен брутален, каде испакнато може една нога да ти е метро над од другата доле, во некои ставови положби искривени, каде секој мускул ти работи, секоја мана на телото, каде имаш проблеми, не си истренирал, више се јавува и станува огромна тежина и болка јавува. Да во 45 минути 50 пастрмки да фрлиш, да ја извадиш, да ја кепаш, да извикаш судија, судијата да ти даде купон у джеб да го ставиш, со таа рака да ја откачиш рибата, прито да ја држиш со мрежата од кепот за да не ја оштетуваш, со кепот назад да ја вратиш во вода, а да не ја фрлаш од висина, туку да влезе со кепот со главата во водената површина и така тоа да го повторуваш како машина. Знаеме дека секоја рака не може да биде успешна, некој ќе се откачи, некоја ќе извадиш мамката без да рибата нападнала, па која треба тука брзина, врлина, спретност да се постигне тоа. Буквално вода течела од нив како да изиграле 100 утакмици, баскет, фудбал, ракомет и неспоредливо, значи едно нешто такво брутално ја не сум доживел во ниеден друг спорт. Па некој ти јавува дека е слободна друга позиција, се пакуваш, трчаш, спринт, може на 100 метри да е подоле, боксот слободен кој ти си го пикирал за добујден, аж дрепката не ти овозможила да ја фатиш таа позиција, веќе била зафатена по прва прилика, а слушнеш, разбереш дека е празна, се преселуваш и спринташ натака, па таму да се све поставиш на брзина, уходаш, да се приспособиш на ситуацијата различна, секоја позиција, приказка за себе, некоја побрза, поплитка, подлабока, значи милион варијации, варијанти, комбинации. Мамци се менјаат брзо, се префрлуваат, ако не напаѓа одма следен ставаш, па ако ти се уплеткал на мрежата од кепот, више губиш тука време, да не го заборавиме притисокот кој го имаме ние присутен кога сме на слободен риболов. Знаеме ако денот ни е неуспешен, како се приближува крајот од риболовот, која тензија у нас веќе почнува да врие, да се молиме, која не вика да си одиме, ај уште 5 минути, ај уште една рака, ај уште само ова да фрлам, ај уште вако, уште така, а си на слободна акција, реакција, па ти е мука да заминеш без успешна мисија остварено, да се вратиш расположен и исполнет со тоа што си го замислила. Овдека пак кој товаре кога се надпреваруваш и чим си стапнал таму, значи сакаш да добиеш некој резултат, све тоа што си се вложил од физички, од ментално, од знаење, од финанси, од тренирање, да ти е узалуд фрлено у вода, е на крај огромно разочарување ако не си на табелата во тие кои се завидните броеви, ако не си меѓу првите, бар да си у првата половина од листата. Све што си понатака, више едно огромно разочарување, една болка и мака. Кој тоа не го признава, лаже ако каже дека не е така. Сум бил полно пати и последен, знам што значи тоа, но секој сум го вртал на шала и најгромогласните аплаузи сум ги добил баш ја за мојата освоена последна позиција. Тоа се тие некои моменти кои ќе се памтат за секојаш и даваат една волја за наредната година да не се откажеш и да продолжиш во таа насока. Па накратко на широко, еве би сакал ова да го надополнам што во претходното видео го изостави, бидејќи никогаш не се спремам, не правам некој концепт, туку секогаш во првото што ќе изоставам,
обично обавезно следи и двојка каде надополнувам, па може ќе има и тројка, не се знае што мозокот ќе ми најде, кој ќе го ислушам неколку пати и ова, да видам кај сум пропуштил и дали има потреба од нешто да надополнам. Па ве поздравувам сите и секој добро посакува, ваш најверен рибар Аки Рибар. Бистро, чао, чао.